Здраво и за представникот на власта. Ги видовме селаните и народот, сега да ја видиме вие. Па гледате, власта е голема работа, не е малечка. И како власта со народот? Власта, како и секоја власт, не им е важен народот. Така и во ова представа, власта е секојаш таа која што одлучува, таа која што ќе им каже како треба народот да живее, како да дише, кога да умре. И мислам дека таа ние не отидовме да ја модернизираме представата и да правиме нели како во многу текстови модерни сега каде што половите органи играат големи улоги, каде што се кажуваат многу други работи, во суштина ништо не се случува. Ние напротив, не фрапира самиот факт дека од тогаш кога ја игра на представата, пред 30 години и сега не е нешто променето во тој однос на Балканот, веројатно и многу повеќе не е променето, многу векови. И ние не мислевме дека треба само да промениме, да додадеме некоја нова работа, само заради тоа да бидеме актуелни. Свативме дека и вака, како што се игра представата, е многу актуелно, затоа што навистина боли во стомахот после некој сцени. Нема тука хепи енд, баш напротив, трагичен е крајот. Таткото на Јоце се обесува. Не се разбира до крај кој што направил, каква ѓаволштија направил околу парите, како и ден денеска, после 14 години ние не знаеме кој украл, како украл, колку украл, зошто ги украл, бил осуден, не е осуден, истата состојба. Значи, театар... Сега да ја пишувано Баш така. И ние затоа и не се потрудивме, Мето одлично тоа го направи, го склопи текстот, значи ја направи целата режија баш така како што сметавме дека треба да биде и мислам дека тоа е најдобро. Така како што е. Колку се забавувате со Ванчо на сцена и со Димче? Секоја се забавуваме, се зависи колку ќе ни дозволат. Мислам дека во суштина се забавуваме. Секоја представа за мене е радост на сцена која ќе излезам. Не размислувам за друго, освен за тој лик, за Богоја конкретно сега што го играм. Не се овие мои научи. Се од ликот, така да... Личен диоптер имате? Да, истиот диоптер. Така да, јас мислам се забавувам, но во убавиот смисол на зборот, не во лошиот смисол на зборот, зашто мислам ако престанам да се радувам излегувајќи на сцена, сум го кажал тоа често, ама и сега пак ќе го кажем, ќе се отидам од оваа професија, ќе видам сосема нешто друго. Вчера вие одржавте две представи истиот ден. Тоа беше на 13-ти. Да, едната во 18:30, другата во 20:30. Сега со Катен не се сложуваме дали беше првата подобра или втората, но мислам дека навистина драмски театар го представивме во полниот сјај, гламур и навистина бевме како во Скопје. Тоа е една од работите која што многу ретко ми се случувала во овие 36-7 години на штиците што за живот значат. Поособено од приемот на нашите таму луѓе, јас би сакал да ги спомнам, покрај Гоце Бурзевски, нели така го напиша на една плаката, на Славе Димитров, не на пејачот, него Славе Димитров, кој што тамошниот Славе Димитров, на црковниот одбор на црквата Свети Илија, мислам дека беше. Воопшто на сите луѓе кои што беа околу нас собрани, кои што ни дозволија да се чувствуваме како дома, кои што ни дадоа просто право да ја одиграме така представата, односно првата и втората представа така како што ги одигравме. И тоа беше единствено што ние можевме да им, со тоа им возвративме всушност. И нивните зборови дека се враќаат во младоста на драмски театар на Скопје, тоа е голема награда за нас. Колка број на публика ве виде? Па двете представи беа полни, јас мислам дека тоа се околу 600 и нешто луѓе,
по 300 и нешто е, тоа е скоро како нашиот, како драмски театар, само исто граден од Англија, нели? Но има една плоштадка и еден балкон. Значи нема, ложите се на горниот дел, не е како кај нас, со две ложи, него повеќе ложи има, така да беа полни. Имате на снимката, ќе видите за овие неверни томи тука што пишуваа глупости. Ќе го видите тоа, навистина јас сум ретко задоволен од гостувањата кои што сум ги правил и како актер и како директор со театарот, ова е навистина едно топ гостување. Колку после завршување на представата останавте да разговарате со луѓето кои што ја следеа втората представа? Останавме до касно. Да. Таму немавме ние, всушност, се беше организирано од нашите луѓе таму и ние бевме препуштени на нивната љубов, ја возвраќавме колку можевме, се надеваме кога ќе дојдат тука, дека ние ќе ја возвратиме така како што тие таму нам не ја дадоа. Прв пат бевте во Канада? Јас лично да. Мене ми представуваше посебна чест, ние бевме осигурани. Нашето осигурување мораше да го плати менаџерот, тоа е 2 милиони беше долари. И јас за прв пат во својот живот сум бил толку осигуран заедно со Кате. Тоа ти е осигурање. Тоа е држава, мислам, тие трул капитализам, ќе пропаднат кога тогаш, мислам. Многу битно за мене е тоа што Министерството за култура помогна со тоа што ние стигнавме до Канада и се вративме од Канада. Тоа што многу ретко се случува да мене лично, барем во овие 36-7 години во кои што сум во театарот, ова е втор пат да биде амбасадорот, да направи прием во чест на уметниците. Тоа се случи пред многу години во Париз, кога бевме, господинот Старова, тогашниот амбасадор, направи прием за драмски театар и ова е втор пат кај што се прави. Дури Кате беше зачудена, јас си кажувам дека сум постар од нејзе и многу повеќе памтам за тие работи. Така да воопшто со самото тоа што ние бевме во професионален театар, значи Бети Олифант театар, кој што е во центарот, покажува дека нашиот менаџер, значи Гоце Бурџевски, да му мафнам ако ја види ова CD, сигурно ќе го пратиме. Значи, тоа што тој го направи покажува дека ние и умееме да се организираме иако не сме во Македонија. Дури мислам дека и полесно можеш таму да се организира, зашто таму таква е земјата, организирана е цела. Но во секој случај тоа што го направивме, односно што го направи Министерството, заедно со Гоце Бурзевски, заедно со пријателите наши, заедно со амбасадата, говори дека ние кога сакаме, можеме, умееме. Верувам дека овој наш прв чекор ќе направи многу повеќе чекори во таа соработка со нашите целеници таму, со амбасадата, со Канада како држава. И до година пак да отидеме, па зашто да не. Иако дел од нашите дневни новини не сака баш да го представат тоа во најубава светлонака како што вие и доликувавте да бидете представени. Видете, нашите новини се новини на еден или двајца луѓе, повеќе на политиката и на тоа. Што да ви кажам, мислам, Yellow Pages, тоа е, ако сакаат веќе така, затоа што нема закон кај нас, кога би имал закон, јас сега би ги тужил и би земал одлична пара од нив, зашто такви гнасоти да напишете дека брачна игра со Тозија, амбасадорот во Рим, со председателот на Советот, па со Хаджи Василева, не знам, која се подпиша, она е Хаджи Василева на крајот на гришта. Јас сум актерот Благој Чорески, сега сум во функција на председател. Режисерот Тозија сега е во функција на тоа. Зошто тоа го пишуваат е нивни проблем, мој не е и јас дури не се изненадувам многу. Цел живот ќе ми помине така, ќе умрам, веројатно и така. Заборавен, како што многу мои колеги си отишле заборавени од оваа земја. Се надевам младите дека поинаку ќе размислуваат, потворечки, почесно, како еве што и ти ја правиш оваа емисија. Но, ете тоа ќе го оставиме на нивна чест, на нивно конто. Не можат да ги поматат успесите кои што ги направивме во Канада.
познанствата кои што ги направивме во Канада и кои што ќе ни останат во трајно сеќавање. Ти се како не си. Ајде. Ајде. Напушти ме. Преживам. Не си ти доволно голем за да се отбудувам. Ти си ништо. Чудно, мојот проблемот секогаш беше проблемот од повеќе. Премногу убав, премногу ова, премногу ова. Ти премногу љубав. Па што се чудиш, бе? Ти не ме знаеш кога има 15 години? Секогаш бев премногу сходен. Да, ти си толку спролетан. Да. И тогаш сјаев, бев на одличен пар. Разговараме со организаторот кој што успеа да донесе оваа представа во Торонто, Гоце Бурзевски. Колку беше лесно или тешко да ова се организира? Па одговорот и само го каже колку беше лесно или тешко. Добро. Сакав да направам нешто, односно почна ова заедно со Македонскиот центар. Сакаме да направиме нешто ново. Така полека еден по еден се откажува, на крајот останав јас сам и успеавме да истераме целата таа конструкција, да речам. Многу ми е драго што толку имаше одзив кај публиката. Мислам дека вакво нешто треба овде. И ќе ми биде многу драго доколку продолжиме со вака, да речем ова да стане некоја традиција. Гледаме другите нации, народности како имаат својата култура ја презентираат, кај нас тоа малку беше запоставено. Се надевам дека ова ќе биде еден прв чекор кој што ќе ги потигне и другите луѓе да викнат ние имаме толку прекрасни уметници. Би било убаво сите да можеме да ги видиме. Благодарам. Добро, Кате, кажи ми што успеавте да видите од преубавата Канада? Така е голема. Ја видовме Ниагара. Јас сум ја видела да душе од америчката страна, но од оваа страна е божанствено, беше еден преубав ден. Не знам, тој господинот Славе Димитров не качи на кулата, која е највисока на свет, па видовме од озгоре, исто беше преубав ден. Значи, оре му беше страв да излезе оној делот кој што е надвор, бидејќи дува се плаши од височина. Не можам да гледам од височина. Просто ми иде да отидам надолу. Бепи во стаклениот, само ногата, имам ја снимки на телефонот, само ногата ја ставам така, зашто не, феноменално е. Имаше таму многу туристи кои што лежеа на тоа. Има едно уличе, се вика Јан, кое ше 1800 и не знам 90 километри. Една улица во еден град е толку, па мислам, кај живееме ние, Скопје ние. Опаќа само градот, него не знам до каде оди. Мојот сопруг не ми поверува дека демек толку може улицата, па баравме на интернет и најдовме дека е стварно неверојатно, само не знам до каде точно се оди. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чокостови Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Значи, кај не нема нас македонците, а Торонто го имаме земено како да е наше, затоа што за таа кулата што викате CN Tower се вика исто архитектот главен е македонец. Да? Тоа не го знаевме, уште подобро. Во секој случај, морам да ви кажем дека, освен Америка, скоро секаде сум прошетал, морам да ви кажем дека Канада е земја од која можеме да учиме. Рачунајте, има над 180 нации, има над 3 милиони езера, што е, значи, едно богатство водно, едно богатство од нации, се разговара на многу јазици, нема никаков проблем комуникацијата.
секаде сте добро примени, без разлика од која нација е. Така да, мислам дека ова наше гостување е само еден мал трамплин за се понатаму што ќе се случува од оваа позиција, нели, театарската, без да ги омаловажувам сите други постигања таму во Канада, од танец, да кажеме, кој што скоро секоја година оди, филмовите кои што одат на фестивалите во Монтреал и така натака. Мислам дека ние би требало повеќе да впрегнеме сили заеднички, за да можеме барем еднаш годишно на тие наши луѓе таму да им кажеме што ние овдека сме направиле во областа на уметноста, во областа на економијата, во областа на здравството и така натака. Затоа што таму има многу наши македонци кои што се многу познати, не говорам богати, зашто богатството е релативна работа, го имаш и го немаш, го стекнуваш тоа со својот труд, нели? Има многу луѓе кои што значат нешто во Канада, кои што значат во светот, а ние скоро и да не ги знаеме, ние не им пружаме скоро ништо од тука од Македонија за да тие се чувствуваат тоа што се. Во Канада меѓу најбогатите 10 мина се и 20 македонци, но друг пат ќе зборуваме за таа тема. Кој ќе се вратиме? Кој ќе се вратиме во втор пат? Јас сум бил во Торонто и во Канада, затоа ги знам овие податоци. Мило ми е што бевте и вие, што го видовте тој убав свет, затоа што Канада стварно, посебно Торонто е многу убава. Што Канада е полна. Се сомневаш, ние бевме исто едни, од ако има двајца толку богати, ние бевме уште двајца четворица. Прекрасно богати луѓе кои завршија представите, навистина бевме мултимилиардери, билионери, што сакате. Значи, тоа беше нашата сатисфакција. Ме интересира име и презиме. Моето име е презиме. Трте Смугневски. Трте ти име? Трте ти име? Па трте не е куло. Па куло се доставил тоа име да му го натртам на конте. Не, ако баше оригинално на ништо не личи. Не ми сам носе живеае го, патима, значи Трте Смугневски. Занимање? Што? Занимање ми се? Абе сам, например, ако си фризер, што ќе ми правиш? Што ќе ти правиш? Ја ставаш раката во коса, идеш до доле до бушавата азбука. Бушавата азбука? Бушавата ова што ја речиташе Уковски. Уковски баш! Да, бе. Ама јас знаеш што ќе ти ја направам? Ќе ти ја разбушам. Ќе ти ја проенержирам комплетно бушавата азбука. Симпатичен си. Ми се лака. Чека. Крвна група. Напрекла, која е? Абе, што е крвна група, бите? Две позити. Вампирска крвна. Да, така ме е вампирска. Значи си лака темперамент. Притисок. Па дали ти е висок, дали ти е низок? Каква врска има притисок? Ма не мол, да ми умреш во кревет. Да те лежам за 45 евра. Ако не си пријател, јас сум страшна риба, имам 20 години. Па не Со 30-80 пише. И тоа на буштија, знаеш ли? Да, бушав ми е, мака не писам. Добре дојдовте во уште една магична сцена и овој пат заедно со Паскалин, Спортекс, Федекс и Евротрет. Присуствувавме на представата Кабарето Коприварник, Бакрданик ми идеше да го кажам. Коприварник, тоа е име старо кое што од пред 20 на години си го имате за кабаретска представа, која што се одигрува во барот кај Буда, што се наоѓа одма до старата железничка станица, до музеот на старата железничка станица. Одлични три актери глумат, Благој Чорески, Дали Ангеловски и Катерина Крстева, и представувањето на Бакрданик или Коприварник. Бакрданик е друго. Го почнуваме со Благој Чорески. Од Ченка, а Коприварник е од Коприви. Така да таа е по-субтилна работа, е Коприварникот веч жарка, Бакрданикот не е. Кој го даде името пред 20 години? Карадак, тоа е првото, јас бев тогаш директор и го правевме тоа кабаре во малата сцена и не можеше да се дојде до карта. Овдека имаме помалку места од таму и исто е. Така, скоро 2 месеци и нешто повеќе можеби? Да, скоро 2 месеца и пол. Значи до сега имаме околу 10 представи. Јас се надевам дека ќе го играме непрекинато.
Така да Терминот е многу убав, 22 и 22. 22 и 22, 222 денари е билетот. Така, сето е поврзано со двојки. Иако овие последните два пати во 20 часот ви почнува, нешто порано. Тоа е зависно од тие кои што сакаат да ја откупат целата сала и штом сакаат да откупат целата сала, имаат и право и да одберат и време. Иван Карадаг ги прави сите текстови? Апсолутно, секогаш имаме нов текст, да речеме денеска на Дади му даде нов текст, требаше ни еден јас и Дади да направиме нов текст со србите, со Милојко и со Јоцо, али заради тоа што многу брзо го имавме, а тоа се повеќе прашање и одговори, потешко треба во истиот момент не можевме да го направиме, така да само два текста нови имаме. Се прават напори да играте два пати во неделата и во четврток. Не, тоа не знам дали ќе успееме, а сега играме само 4 пати во месецот. Така. Што ќе се случува со гостувањата низ Македонија? Па јас би сакал ќе се потрудиме да направиме гостување низ Македонија. Исто вака би било во сала, значи каде што би имало 150-200 души, ќе си седат, ќе си пијат, ќе си јадат, а ние ќе ги забавуваме. Кажи. Дојда се сам. Што мислиш дека нешто? Не бе да не нешто со полицијата мислам, за тоа не Не, тие ми се најголеми муштери. Ова ми сам другари. Не, по своје барање По си. своје барање. Чекај ме. Што? Не ме така ме извини, те лечаме да не си Не, бе, јас сум софистицирана. да не си фатила нешто. Бе, сум софистицирана. Сам за разлика од македонците, мери знае да се заштити. Браво, кажи се што. Ми треба потврда. Потврда? Ајмо, Не, за тебе, бе, правни муаве, за тебе потврда. 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 Вчера публиката многу се забавува, но и вие исто така се забавувате со публиката, иако текстовите ви се научени, изгледа многу спонтано дека ги работите, се разбира импровизациите се тука ваше омилено оружје со кое што настапувате, но ми беше интересно и тоа што најмногу се офатени политичарите, потоа доаѓа проститутките, мислам сите оние дневно актуелни теми кои што се интересни за народот. Па не, можда тоа вака е, вака изгледа дека се политичарите и тоа, но кажете ми еден миг од нашиот живот во Македонија кој што не е испреплетен со политика. Апсолутно секое будење вие со политика, затоа што кога ќе се разбудите дали ќе имате да купите леп и млеко. Поделни наши сограѓани го немаат тоа. Секој ден е, секој миг е политика. Зависно од тоа дали е таа позитивна политика или е негативна политика. Ние во Кабарето ги критикуваме таквите политики, таквата политика која не носи резултат. Зошто ние не критикуваме нешто кое што носи резултат? Туку критикуваме само тоа кое што не носи резултат. Некој од политичарите доаѓаше да ја види досега представата? Не, тие и не гледаат театар, тие не се занимаваат со уметност, тие имаат поголем театар во собствената глава, така да тешко да се занимаваат со тоа. И не го разбираат. И подобро е што не доаѓаат. Има одредени луѓе кои што знаат, кои што се разбираат, кои што го сакаат тоа. Еден од тие е многу почитуваниот господин Киро Глигоров, нашиот екс-председател, кој што секаде доаѓаше во театар. Тупурковски е, Макјули доаѓаше, си ги плаќаа картите, нели? Така да, овие други овие други не знаат што е театар, не знаат ни каде е театарот, меѓу другото. Некои знаат, знаеш, како што се... Кажете ми кои се, нивни се сега директорите, кажете ми кои се од тие што дојдаа. Сега ми беше интересно неколку пати кога се сменуваа власта, на пример СДС кога е на власт, доаѓаат во драмски на пример театар на премиери некои членови од СДС. Не, сега не. Морам да ви кажам дека кога беше премиер Ливчо Ѓоргиевски доаѓаше. И во тешки моменти кога ќе имаше многу поголема работа, ќе дојдеше да ни оддаде почит, да не види дека го видиме и ние, а и тој да се види со нас, да види дека сепак е тој присутен тука. За жал, другите не. Ештреф Алију од министрите доаѓаше, ќе дојде и во канцеларија и во гримиорна да се поздрави. Џунер Исмаил Баѓа доаѓа кога има време, но Баѓа е наш, нели? За Баѓа, умко нормално. Но од овие други за министрите не говорам.
говорам, но од овие другиве високи политичари, така да ги во наводници високи, Далеко воопшто е не театарот, знаат што така. е тоа театар. Овдека имате 3 дела по 20 на минути, 20-25 минути, неколку сонгови, неколку песни имате. Да, па тоа е, бидејќи сме тројца, овој простори, ако го оптеретиме со повеќе, мислам дека тешко ќе може да се и на финансиска линија да го одржи, да се одржи тоа. А ние сме тројца затоа што мислиме дека ќе треба други тројца да играат во друг ден, други тројца во друг ден и така да се пополни цела недела. Ако успееме тоа да го направиме, ќе биде најдобро. Другите колеги сакаат да играат. Зошто да не сакаат? А што им е друга работа освен да играме? Така. Немаме друга работа. Со театарот Најнормално сме си во театарот, си играме. Вчера имавме 2 представи, дади ми вика 2 представи, една во 11, една во 20 часот. Не ни е проблем на тоа. Барем нас младите со дади не ни е проблем. На постарите им е проблем. Да. Не бите решили да станеш само во Америка за секогаш? Да, така реков. Па вај се врати? Па вај се врати, бико. Знаеш ли дека Америка ти е една голема... се знам, Петика, Америка е една голема. Не тоа, мислам, една голема заблуда зам. Голема заблуда, само зашто? Па затоа што таму нас никој, ама баш никој не ово. Никој не бе? Не, баш не се мора. Зашто ме Петика па ништо? Па because. Па таму тие американците, таму сите станале перверзни. Америка перверзни? Да. Why? Замислите моја, упражњава секс меѓу маж и жена. My God! Секс бе! Меѓу маж и жена? Одвратно! Класичен против природен блуд. Абе, грозен блуд, Пепика. Затоа ти се врати, бе, газена патина. Не, бе, коти, бе. Јас таму во американските журнали прочитав една многу радосна вест за нас. Радостна Од вест? Македонија! За Македонија! Од Македонија! Не за, од Македонија! Од Македонија, радостна вест од Македонија. Што не може? Може да е тоа новинарска патка. Не може да има радосна вест. Радостна вест може да е песам, не. Знаеш, абе слушај, јас прочитав во американските журнали дека во последно време во Македонија имало многу дупење. Што се смееш? Абе, дупење има, бе, Пепика, ама не такво какво што ти мислиш, бе, злато. Па зошто ме коки, па какво дупење има ако не така? Па дупење во здрав мозок, бе.